Жената која беше столбот на британската монархија. Жената која што никогаш не го загуби достоинството, не дозволи да биде вовлечена во политика, а сепак успеа да го задржи големото влијание во целиот свет. Во неизино време се случија многу историски настани, во дел од нив беше и директен учесник. Таа единствениот лидер кој што бил учесник во Втората светска војна. Девојката која што не требаше да стане кралица, а сепак 70 години од својот живот го посвети на јавна служба за незиниот британски народ. Незиното целосно име е Елизабета Александра Мери. А се започна вака. Ова е животот на една кралица. Кога имала 13 години, започнала Втората светска војна. Во 40-та година преку детска емисија им се обраќа на децата кои биле евакуирани поради војната. Во 45-та и таа се приклучува на војската. Извршува должност на возач и механичар и единствената жена од кралското семејство која служела војска. Била начело на 55 држави, кои се смалиле на 14 до 2021-та, но од друга страна Комонвелтот се зголемувал. Тоа е доброволно здружување на земји со кралицата на чело, кој во 2021-та има 54 членки. 5,4 билиони луѓе на 5 континенти се под незиното владение. Кралицата Елизабета II го држи рекордот за најмногу посетени земји од поединечен монарх. Таа посети повеќе од 120 земји на 6 континенти. Беше првиот британски монарх што ја посети Кина во 86-та година. Додека беше кралица се сменија 15 премиери на Британија, од Винстон Черчил, Маргарет Тачер, Тони Блер. За време на незиното владење имаше 6 римокатолички папи, од Пие до последниот Франциск. Се сменија 14 американски председатели. Кралицата се сретна со сите, освен со Линдон Џонсон, од Ајзенхауер па до Бајден. Со Реган јавала коњи, со Кенеди имала неколку средби. Кралицата беше првиот британски владетел во историјата што ја посети Русија, кога во 94-та година ја угости Борис Јелцин. Путин пак се сретна со неа за време на државната посета на Британија во 2003-та. Таа е првиот британски монарх кој е посетил Ирската република и првиот што стапнал во Ирска од 1911 година, по повеќе од 100 години. Таа во 2012 година во Белфаст му подаде рака на Мартин Макгинис, поранешен паравоен командант на Ира. Во 1979 година Ира губи незиниот роднина, лордот Луис, во бомбашки напад. Работела неуморно, секој ден од денот кога станала кралица па се до незината смрт. Денови за одмор земала само за Божик и Великден. Кога и почина сопругот, отсуствувала само 4 дена. Секоја вечер ја добивала познатата црвена кутија со важни документи кои требало да ги прегледа. И секое утро уште пред 8 часот документите прочитани и подредени ги дочекувале вработените. Секоја недела имала лични средби со премиерите. Барала да биде информирана буквално за се. Не пропуштила ниту едно отварање на британскиот парламент, освен 2 пати кога била бремена. Кралицата е единствената жена во светот која била во 100 земји, а нема пасош. Не и треба ниту возачка дозвола, ниту таблички на автомобилот. Ослободена и од плаќање данок, но самата доброволно плаќа данок на доход. Кралицата си ја купила венчаницата со купони од Втората светска војна. Жени испраќале купони како донација, но откако владата и дозволила дополнителни 200 купони, таа ги вратила донираните. Во неизино време се случија клучни историски настани. Ладната војна, враќањето на Хонг Конг, падот на Берлинскиот зид. Инаку токму таа ја отвори светски познатата Сиднејска опера во 1973-та. Ја сметаат и за кралица која ја воведе монархијата во новото модерно време. Самата користеше камери и фотоапарати. Незиното кроносување беше еден од првите настани пренесувани во живо, а секој Божик преку телевизија испраќала порака до британците и до светот. Прва во Британија телефонирала надвор од Британија без оператор. Таа е прв монарх кој испратил имейл и една од првите што твитнала.
Таа го испрати својот прв имейл во 76-та година од базата на британската армија преку машината Енигма, која беше претходник на современите компјутери. Се приклучила на Facebook во 2010 година преку страницата наречена Британската монархија. Таа исто така и на Twitter и на Instagram, застапувана од Royal Family, сметка управувана од вработените во палатата. Во 2004 година, кралицата седна да позира за холограмски портрет, составен од 10.000 слоевити слики. Ќе остане запаметена по своите комплети со впечатливи бои, бисери кои ги носеше поради традицијата, но и по својата специфична смисла за хумор. Таа дури сними и спот со Джеймс Бонд за отварањето на Олимписките игри. Good evening, Mr. Bond. Good evening, Your Majesty. Кралицата се запозна и со некои од најголемите уметници во 20-тиот, но и 21-виот век. Оперската пејачка Марија Калас, глумиците Мерлин Монро, Чарлс Чаплин, Елизабет Тейлор, Брижит Бардо, Френк Синатра, Майкл Джексон, кога тој се уште била до Селенд, до Лејди Гага и Мадона. Во својата автобиографија, писателката Агата Кристи напишала дека вечерата со кралицата е еден од највозбудливите моменти во незиниот живот. Никој не живее вечно, изјави во една прилика додавајќи дека се ова што го правиме за нашите деца, а не за нас. На британците им вети лојална служба и го исполни своето ветување се до последниот ден. Со незиното заминување завршува ерата на една жена која што го обликуваше светот. I declare before you all that my whole life, whether it be long or short, shall be devoted to your service and to the service of our great imperial family to which we all belong. Although that vow was made in my salad days when I was green in judgment, I do not regret nor retract one word of it.